Благодарам. Ќе се потрудам да не бидам досаден. Малу ќе зборувам некои работи што треба се поправат во државава, а никој не посветува внимание на нив и се надевам дека колешката Ѓулумсер Касапи добро ќе ме слушне, за да разбере што кажува, за да не се јавува за реплика и да зборува дека е добро, супер во државава, а некој тука излегува и критикува без потреба. Еве на почеток за законот, колешки. Значи, имаме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и здравје при работа по скратена постапка. Знаете, во оваа држава човечкиот живот дојде да е наевтин. Значи, нас се помалку и помалку не интересираат човечките животи. И тоа е проблем, колешки. И затоа излегов овде да зборувам за најважната работа за нас, за сите, за нашите семејства и за сите граѓани на Република Македонија. За мене сите граѓани во Република Македонија се еднакви и на сите треба безбедноста и здравието при работа да им го подобриме. И тука мораме да бидеме единствени. И сега видете што се случува тука. Ајде, викате, ќе ги намалиме казните и како што тргнала работава во нашава држава, пред избори, можеби ќе побарате измена во кривичниот закон, каде што за убиство и обид за убиство, доколку некој пука со автомат и не поводи некого, ќе се казни со опомена. Па видете, колешки, јас сум работел во безбедносните служби, оние кои беа напаѓани додека беше шарената револуција со цигли и со железни шипки, и тие беа на работа. И нив некој ги напаѓаше, ги повредуваше и никој не одговараше за тоа. Ние мораме да направиме правна држава во која секој треба да одговара доколку ја загрози безбедноста или здравието на другите. И затоа, колешке, јавете се на реплика, за да ви објаснам и вас некои работи. Гледам, не ви се јасни. За сите зборувам. Колега, за процедуралните забелешки, јас сум тука задолжен. Продолжите. Продолжите. Дозволете ми. Инаку, еве, ако ми да дозволите, ќе забележам дека само 40 секунди издржавте да говорите по законот. Продолжите, повелете. Колега Мисовски, јас и вие сме долго тука, а ако сакате, и вие јавете се на реплика, Повелете. и вас да ви кажам, Во зашто овде сте зборувале, а што сте направили. Ќе се срамите ако некој ви го каже тоа в лице. Продолжувам на тема на закон. Значи, ви кажав, законот е безбедност и здравје при работа. Поминувам низ Карпуш, се гради зграда, не е обезбедена околу. Паѓаат цигли, паѓаат метални предмети и замислете, поминуваат деца, си идат од школа, ќе загине некој дете и нас не интересира. Ако појде инспектор таму, ќе треба со опомена да го казне. Така? Ќе го опоменеме за тоа што никој не загинал. А од која ќе загине, бадијала. Не треба со овие работи, не треба да се играме пред избори, после избори, никак. Правна држава. Главна работа што ни ја бараат во Европа е правна држава. За сите да важи еднакво. А правна држава е она што води сметка за безбедноста и здравието на луѓето. Колешке Касапи, еднаш спомнав тука, во Осло минатата година загина само еден постар човек. Може би бил нешто болен, па загина. А кај нас тука гинат луѓе на работа во рудници, во електрани, вамутаму. Јас сум работел во термоелектрана и за тоа ќе ви кажам колку е важна
безбедноста и здравието при работа. Тоа ми било прва работа кога сум пошел за директор во термоелектрана. Значи ги викнав вработените во службата како да ја поправиме безбедноста на луѓето во термоелектраната и во рудникот. И така треба секој да се однесува, а не да му се додворуваме на народот со ваква работа. Плюс, ајде што на тој дел не се презема ништо за безбедност и здравие на работа, сега и тие што беа побезбедни, ги напаѓаат градоначалници, ги напаѓаат директори, раководители, ќе може да си ги тепаат кој кога сака. Не е тоа правна држава. Во правна држава се дава оставка за ситен пропуст, а не пак за човечки живот, загрозено здравје, загрозена безбедност. Сакав да ви кажам само една работа и за вработените во Рекослом, и за директорите во ЕЛЕМ, и за сите, затоа што сега гледам, објавиле оглас за примање на 200 вработени во Рекосломи, и тоа замислете. Имате во стратегијата 2020-2025 во сите три верзии затворање на Рекослом и Рек Битола, а примате луѓе там. Зошто ги примате и зошто не им кажете дека ќе им ја затворите термоелектраната и во Рек Битола и во Рекослом? И втора работа за директорите, тоа важи и на ЕЛЕМ и на Рекосломи. Значи, примаат луѓе, замислете, на работни места што се специфични, каде што безбедноста и здравието на работа е многу важна и каде што треба многу обучени лица, таму има вработени на тие работни места и замислете, прима луѓе нестручни. Знаете, за во електрана треба 3-4 години да се обучуваш да го научиш работното место или во рудникот, а не да земеш некој од улица и да го ставиш во кондензација или на турбина, на котел и така натаму. Прво, тој човек самиот нема да биде безбеден, затоа што не ја знае работа. И уште една работа за директорите, јас бев таму директор, замислете, примив 213 вработени, кога се отвораше рудник, отворив нов рудник, купив механизација и примив стручни работници за да работат на механизацијата и во рудникот и бев награден со кривична пријава за вработување луѓе. 3 години одев на суд заради вработување на луѓе што требаа, што беа потребни во термоелектраната. Сега прашувам тука одговорница, колку години ќе треба да одат по суд директорот на ЕЛЕМ, директорот на Рекосломи, на Рек Битола и така натаму, што примаат луѓе, што не се стручни, ги примаат на места каде што мора да се многу обучени, многу да знаат, а не знаат, ги примаат во термоелектрани за кои напишале во стратегијата дека до 2025 ќе ги затворат. Колку тие луѓе ќе треба да одговараат? Правна држава е ако за сите важи исто. Еве, за мене важело и тоа јас ги примив, ви кажав, во моменти кога се отвараше нов коп, кога се набави нова механизација и кога термоелектраната Осломи работеше како сад. Сега, прашајте, видете колку сработила, повеќе не работи и така натаму. А се примаат нови луѓе и тоа ви кажав нестручни. Јас секогаш ќе ги поддржам вработувањата и во МЕПСО, и во ЕЛЕМ, секаде, каде што се потребни стручни лица. Електроинженери, машински инженери, рударски инженери, IT инженери и така натаму. Тоа ја напредува работата и тоа ги намалува трошоците. Но, се случува тоа што се случува во Република Македонија, кажав, безбедноста
и здравјето на луѓето во сите фирми не е на доследно ниво, а ние уште ги намалуваме, воведуваме опомена. Па што треба? Значи, ако човек има да инвестира, да гради зграда од 10 спрата, Белги Благодарам. треба да го обезбеди градилиштето и треба и вработените да ги обезбеди. Тие што работат на висина, крановите да се испитани и така натаму. Така се Благодарам. прави правна држава. Реплика, пратеничка да